Со одлука на Советот во Куманово во занаетчискиот дом ќе се отвори Европска куќа на младите. Станува збор за недвижен имот во сопственост на општина Куманово кој ќе биде отстапен на делегацијата на Европската унија без надомест. Во конкретен случај се работи за деловен простор во занаетчискиот дом по скица со површина од 48 метри квадратни, по скица за премер број 11 и истиот беше, за да биде појасно, таму беше сместен кафиќот Јарт, односно претходно беше сместено Дона Плюс, за тој деловен простор се работи. Европска куќа во Североисточен плански регион беше во Крива Паланка и сите манифестации поаѓа од Крива Паланка. За жал во општина Куманово немаше простор како што го бараа, а тоа е во центар на Куманово, за да бидат попристапни и достапни на граѓаните, особено на младите луѓе, затоа што тоа е инкубатор на млади кадри кои излегуваат од таму и постојано се таму. Значи, баравме просторија до сега, за да може да се прилагодиме и на нивните барења, и еве се прилагодуваат и тие. Значи, занаетчиски дом дефинитивно се тргнати луѓето од таму, меѓутоа се ослободени просториите. Знаете дека распишувавме гласавме за распишување на јавен повик и тие се навистина заинтересирани да дојдат. Моето претходно прашање за оние советници кои беа во претходниот состав на Совет, кога имавме средба со евроамбасадорот, зошто во Крива Паланка, а не во Куманово, и потоа тогаш ми објаснија дека барат простор и се дислоцираат од Крива Паланка за да можат по Куманово како центар на Североисточен плански регион да отворат Europe House, затоа што мислам дека тука им е местото.